Добра вечер, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 611-то издание. Вечерва ќе го чествуваме ликот и делото на еден музички деец кој сметаше дека трендовите се минливи. Еден музичар мора и треба да се прогресира во својот занает и не сметаше дека музичарите треба да се надпреваруваат еден со друг, туку треба да создаваат однатре надвор, за кого демони знаеа да бидат луѓето. Денешните гости се музичари кои свират со години во трибют бендот, кои со своите настапи го одржува во живот неговото творештво на нашите бини, посетувајќи не на кршливоста на човечкото битие пред животните предизвици и притисоците на општеството. Без разлика на тоа што Чак Шулдинер не е помеѓу живите, неговото дело е бесмртно и постојани подсетници на неговата авторска големина се и гостите со кои чести задоволство ми представува што се тука. Така што, добре дојдовте Методи Сулев и Златко Строфјановски, гитара и тапани на трибуту Чак Шулдинер. Добро вечер. Добро вечер. Момци, кажете ми, кога за прв пат ги откривте Дед? Кога за прв пат слушнавте? Некој ви ги препорача, сами ги скопавте на аудиокасета и што ве привлече на прво слушање? Па ја на прво слушање прв пат Дед ги слушнав на радио. Да? Супер. А имаше емисија, метал емисија на времето 89-90. Така. Знам тогаш Лепрози прв пат песната ја чув. Pull the plug. Не знам кој ги пушташе тие песни, али беше многу возбудливо, многу јако. Домашна радио станица? Домашна, да. Заборив кој канал беше. Така, зашто некој металец се инфилтрирал во системот. Па да, тој период беше интересно, да. Јас малце покасно, 92-ра, прилика. На касета на брат ми, другар, исто Лепрози. Така? Само беше снимката преснимуена, катастрофа и после најдов од Human продавница да си купувам. А уствари ги имав чуена компилација. Рок, како се викаше, Monsters of Rock. Да, Suicide Machine. Suicide Machine, тука беа со Morbid Angels и сите тие. А цела сцена. Да, Malevolent Creation. Тоа мака Obituary прва, а и други. прв така нешто да ги видам, Филозофер спотот на Headbangers. На Headbangers Ball, така мислам. Да. Тоа беше отворен прозорец. А Headbangers Ball едва чекавме недела да дојде. Се гледа. Да се гледа, да. Знам од 11 саат почињаше навечер. И Кој има видеокасета снима, затоа имам архива, Да. да. Снимавме тоа често. Така. Дури ги чувам дома видеокасети ВХС. Лудо. Сега чак умира 2001 година. Прв пат јас присуствував на трибут на чак 2004. Кога започнате со организирање на настаните? Па настанот, првиот настан, значи по неговата смрт. Он почина 2001. Ние онака 2002 околу декември месец, 13 декември, денот на неговата смрт. Решивме да неколку месеци уназад направивме план дека треба да се испоштува. Дури мислам дека као официјално правиме на санаториум спот промоција кај Југотон правеа. Аха. И тука се сретнавте и падна муава. Да, Така као бе, нешто, да. Као официјално правиме. Да, убав момент, Така мислам нешто онака тогаш со екипата од Сињак, со Зоки и со Томе. Ја иначе втор пат сум овде у 103-ка. Така. Тогаш 2002 или 3-та Сињак кога го издадоа албумот, бев и ја гостин тука, и они беа гости. Супер. Збореа за албумот на Сињак и ја исто разговаравме за трибютот, али у кратки црти. Така, значи за Timeless Gathering зборуваме. Да, да. Супер. Лесно беше наоѓање на луѓе кои што ќе сакаат да свират затоа што Дед не е баш туку така, здраво, како се ајде Да, свириш. захтевно у секој случај. Пак, треба малку подготвено за да се нафатиш на таква луда идеја за колку време од санаториум до свирката, колку време имавте?
Не многу. Па не месеци. многу, Така. да, неколку месеца. Така, значи било тесно. Месеци. Да, али со голем ентузијазам, онака, со задоволство, со голема почит кон Чак и музиката на Чак. Ја како голем фан уште од рани 90-ти, онака Ептен голем впечаток ми остави уште од 1990 со Spiritual Healing. Кога купив албумот, И го од уништи од Тезга, да. Од Тезга го купив тука околу Нова година или така нешто тезга, беше. тезги имаше. Имаше многу добар амбиент пред новогодишен, со високи снегови, онака длабоки снегови, богати тезги со музика, голем избор на метал музика. А каде се наоѓа на площад? На площад, площад, да, значи площад. улица Македонија беше фул. Фул, да, Со да. тезги, башка имаше неколку тезги, посебно една тезга кај што беше препуна со голем избор на музика, на метал музика. Да. тоа Постојани со- клиенти сте биле. Па да, ја тогаш така си направив еден шопинг, си купив Spiritual Healing, Добре. Dark Angel, Океј. Incubus, Death Angel и ред Океј, други океј. албуми, да. Добре. И се уште ги чувам касетите. Па, нормално, тоа е дел од твоја животна историја, така. И секој ще буди спомени кога Да, ја да, видиш, да, да, претпоставувам дека се сеќаваш на моментот. Сега последен настан, колку што се сеќавам беше 2014-та, поправете ме ако грешам. Зошто не продолживте или па се изнаспиривте и бевте преморени можеби од репетиција да преповторувате песен? Па не знам. Па, малце онака склоп на околности со други обврски. Добро. Сакавме нека пауза да направиме. Добро. Ја отидов, Голема пауза. и ја отидов од тука, Голема, да. Така. 2016 и више. И ретко се враќаш. Чекај, да. Да, иначе Мендо ни е главна карика, поштовање и кон другите бубњари тука кај нас, али со Мендо е коњак. Уиграни сте Да, тоа. да. Нема тука збор. Јин и јанг си функционираат. Што повторно ја иницираше желбата за свирење во живо на дете? Имаше конкретно некој настан кога решивте, бе. Да го повториме? Да. Овој пат решивме да, пошто го бараат фанови, нови генерации, Добро. го бараат трибјутот, често ме прашувале, мето, ајде, кога трибјут, зашто правите пауза? Да, во недостаток на Златко, ти си тука и мораш да одговараш како портпарол. Ми текнува на еден момент се качувам на Кобилица, планината, Да. онака со последни сили се качувам на ке врвот и еден млад дечко проаѓа покрај мене и ме прашува, мето, трибјут ки има ли година? Ти воздух немаш да му вратиш баш на тоа, човекот. баш тоа, да. Значи не само во градов и надвор од И градов надвор те по бараат. планините, да, ме бараат, ти го бараат трибјутот. Добре, паметно. Значи не беше некој конкретен момент кога се расудивте она? Седнавме лани да се видиме, дојдов, Да. кафе, влае, чак, Да, да го правиме, али пролет викаме, за денденот. да. Обично го правевме... Присаѓам. Да, обично го правевме у декември, 13 декември, околу денот на неговата смрт, али решивме овој пат да го славиме животот, роден денот. Јасно. Што е добра одлука. Што е во мај месец, поточно 13 мај. И затоа што ни требаат настани во мај, затоа што Скопје е штуро со настани и мислам дека убаво ќе ја пополните барем метал сцената кај нас моментално. Дец е еден од бендовите кои без пардон го менувале стилот од албум на албум. Промена на стил раѓа па и gatekeeping и луѓе што само сакаат еден death metal да свират. Колку е тоа здраво за една сцена со оглед на тоа што нели Чак бил против тоа? Знаеш, бенд да биде фиксен, тоа што Да. почнал до крај на кариера истото да го свири. Каков е вашиот став во поглед на менувањето на стилови на Dead и воопшто целиот тој, ако не е истата формула, не е Да. трве. Не Да, знам. да. Па ни стекот на албумите на Dead, Чакот секогаш бил прогресивен и пробивал нови граници. Сме правиле моето типот кој албум да излегол. И 91-а Добре. и сега да излезе 25-та, Да. ќе биде
Мислам, вонвременски. Да, Не, вонвременски. Хјуманот е 91 и Тоа сега е- да изгледаше ќе тоа беше му е вау и продукцијски идејата, и веројатно, музички. нели? Да. На Вонвременски. вонвременски, и сега е прогресивно и тогаш било. Баш. И ќе биде. Нема тоа. Тоа е визионерство Тоа е- тука и него. Во однос на spiritual healing, пошто една година уназад, Хјуман е веќе онака како троскок. Така. Да, исчекоре. Да, и продукцијски, и музички, технички, Секако. прогресивно. Што е тоа што го поседува Чак во своите дела што го немаат другите музичари? Што е тоа што Чак го прави посебно? Мислам на страна прогресија. Па има посебна енергија, барем така ја чувствувам. Добре. Вокалот е доста специфичен. Да. Не е традиционален. Не е главо, традиционален. не. Да, и стилот на свирење. Мгм. Посебна душа има, не знам како Да, се- посебна енергија. Нема зборови за тоа конкретно да. Знаеш, кога слушаш албум на дед, знаеш дека дед Да. како става. Да, да, Ја прави да, шутката, препознатлив да. звук Еј, сега има. дали е А пестилен интересно сола е, или нели, кој што знаше? ги менува музичарите. Мгм. Да. Сите се различни, секој да. своја приказка внесува, а е Пак е дед. истот, пак е дед. Да. Таа е магијата. Мојки. Кој ви е омилен албум? Знам дека ова е неблагодарно Прашање. прашање, ама морам да поставам Да, на почеток, да. да го тргнеме тука и да не се навраќаме. тежок избор, али мене лично ми е Human. Одлично. Помеѓу Human и Individual. Individual е Добре. онак. Мислам, Што секој да се е кажеш, нема посебен. значи? Да. Human е многу љутина има он во Мгм. тој албум. Пошто се рефлектира од минатото, лошиот Да. период пред Human, со проблемите внатрешно. Компанијата и со Да, членовите на бендот, да. И тоа се слуша. Тоа може да се да. Се осеќа. И мене символик ми е. Да? Да, символикот ме има така дирнат. Ради техничката подкованост или као целост? Не, Добре? целосно, не знам. Значи све од аранжмани, Мгм. од текстови. Кога го слушаш буквално од песна до песна ги знаеш она што се вика, знаеш што следува секаде, така? Све. И сум си имал мука, да пример, да порано сум музика спиев. Така е? Пуштам, ако пуштам дед, или ете, Мгм. било кој, али е символикот, Нема за спивање. например, нема спиен, зашто првен бубањот, нели го Да. трапам. да. И што знам да свирам гитара, после гитарите си ги свирам. Пеењето после, значи ги да 3 пати свртал албумот, ја не сум заспал. Тука имав мака. Не е тој за предлегнување, Не. дефинитивно. Individual така посебно го осеќам, пошто онака чувство имаш за разлика од Human, Мгм. као да си отворил прозор да се излуфтира. Баш, Знаеш, да, има вентилово. друг, да. Супер. Може да напоменеме каде и кога ќе се случува концертот? Концертот ќе биде сега у петок на 9 мај Така, во Младинскиот културен центар од Така. 8:30 часот. така. Што значи стандард доцнење ќе имаме или ќе биде Па, европски тоа е настроени? традиционално, дали би било Публика пожелно, зависи. да, би било пожелно да си дојдат луѓе на време, Мгм. да не пропуштат песна. Ќе отсвириме 17 траки. Оу, моќно. Да, Да, и би Баш било ова. пожелно да бидат присутни сите горе, да не бидат доле. Да, тоа е една многу лоша навика која што ја развивме и на други концерти, тоа ќе се согласите, предпоставувам дека додека не се допие надвор, не се влегува. И тоа е проблематика која што и на други помлади бендови Да, практикуваа за жал. Една лоша навика што во Европа нели не е тоа случај, ако се закажува Кажи, од почеток. концерт, добро. Тие навики некако потешко ги се збивам. Ќе видиме како ќе биде овој петок. Денес ја започнавме емисијата со една од повремените семните композиции, Scavenger of Human Sorrow, творба која што го отвора The Sound of Perseverance, а во продолжение ќе слушнеме композиција во која што нема да има толеранција, односно ја слушнеме Zero Tolerance од веќе напоменатиот Символик. Така што уживајте вечерва со музиката која ќе биде посветена на дед и следуваат и тоа како занимливи разговори за тоа што ве очекува во петок. Дансе Макабре е емисија во која 16 сезони се зборува за уметност, во борба против лицемерието, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои, не политичарите и секое издание на мала победа против шундот, апатијата, предрасудите и богот на медиокритетот, алгоритамот.
Целта на емисијата е да ја доближи квалитетната музика до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста за подобро да го разбереме светот во кој живееме. Вечерва има закажан полноќен тан со смртта по 611 пат. Јас сум Зорко Ѓелевски, а ви останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Дансимо Кавре, 611-то издание. Со мене во студиото се Мето и Златко. Со нив ќе разговараме во текот на оваа емисија за трибутот на Дед, односно трибут концертот кој следува овој петок во Младинскиот културен центар, со нагласот на културен. Ајде да дадеме неколку контекст на тоа каде и кога се создава идејата за бендот Дед, односно како станува бендот да биде предвесник на тој дед метал звук заедно со Possessed, Necrophage, Obituary, Massacre, Autopsy. Како се случува ова синергија во исто време да дојдат повеќе бендови до таа идеја? Па чак, уствари, 83-та година, он уствари првично е најмалиот од трите деца на Джейн и на Мел, татко му и мајка му. Он е роден во Лонг Ајланд, Нью Йорк, и на 9 годишна возраст се селат во Флорида. И по трагичната смрт на брат му, кој погинува во сообраќајна несреќа на 16 години, неговите решаваат да му купат гитара, за да се справи со тагата, пошто бил многу врзан со брат му. Јасно. И од тогаш чак почнал да свири првично гитара, па као на 15 години првпат настапил со некој првично тамо, не знам, во Флорида, било прв настап. Така? Во 83-та година веќе ги формира Мантас. Мантас, тоа е првата. Инспириран од Нести Севич. Тие се треш метал. Треш метал, да, и Ама доста агресивен треш метал, зборуваме као Slayer на стероиди. па така нешто. Горе-долу. Да, али бил многу, да, тоа многу влијавало врз чак. Така. И бил инспириран за да формира бенд. А со што се двои па Флорида како дед метал сцена од останатите? Со оглед на тоа што Флорида знаеме дека е дом на пензионери, мислам таму буквално луѓето кои ќе дојдат 60-70 години си се пензиите се ги реализираат, се живеат удобен живот, нели си ги мрцкаат нозете во океанот. Сега има некој алигатор тоа, ама Да, алигатори си има си има таму, има и пензионери, ама кај се наоѓаат од нигде никаде луѓето како чак да со уникатна идеја за дед метал. Па добро, чак сакал музика. Чак сакал музика, инспириран од бендови како Judas Priest. Значи New Wave. Први дел, да. Така, бритишки метал. И веќе 84-та од Мантас го формира Dead бендот. Така. Со Мантас ги издава Dead by Metal, Region of Terror и Infernal Death, ако не се лажам. тамо касети, така? демо снимки има пуно со Рик Рос и со Камли на бубњеви Така. и вокал. И после некое недоразбирање тамо они се повлекуваат, чак собира екипа, уствари Scream Bloody Gore, на Scream Bloody Gore чак ги свири сите гитари, го свири и басот, бас линијата, и со Крис Рейферт од Autopsy на бубњеви го снимаат Scream Bloody Gore. Одлично, кој е издаден 87-ма, на кој се 87-ма, наоѓаат и да. Zombie Ritual и Evil Dead и многу други. Колку е овој албум во дослух со гор текстовите со останатите дед метал бендови од тој период? Колку се разликува од тоа што подоцна ќе биде препознат? Па првично Scream Bloody Gore е онака прав дед метал албум, да речам. По формула она. Да, со јаки темели на жанр таков дед метал. Паралелно со Possessed. Мада Possessed се, Seven Church, они се повеќе треш дед. Значи дед се го имаат онака оформено чак дед метал звукот.
и го има утврдено, тоа е тоа. А колку па поекстремните трешери како Slayer и Sepultura имале пак влијание за оформување на тој подсрц звук на Dead, пошто и тие се појавуваат тој период. Тој период, да. Добро, они се малце по треш, по спид метал. Така. Али влијаело, да. Влијаело, Али нешто сигурно. у воздухот имало, не знам што Така? е имало у воздухот цел тој период. Биле гневни можеби на нешто, не знам, Можда. на Reaganomics Али можеби. На Холивуд. видиш, Да. Сите тие бендови, не само Dead. Така. Некоја, не знам што е тоа, некоја. Као не е договорено, ама сите во ист момент Да, не е решаваат договорено, као- некако Да, се многу појавува. интересен период за метал сцената. Под влијание од Black Sabbath, Deep Purple и така натаму. А колку па на рамништена лирика, хорор филмовите, слешерите, зомби филмовите извршиле влијание за пишување на овие крвави текстови кај него? Па за чак да, првите албуми, Да, конкретно Scream Bloody Gore, инспириран од хорор филмови, гор, тематика, така нешто. Значи Ромеро филмовите тие Dawn Да, of the да, Dead, да. Пошто најверојатно и тие биле и тој период популарни и ги гледале и разменувале и тие видеокасетите. И сега, наредната година го издаваат Leprosy и почнуваат да соработуваат со сега веќе култниот продуцент Скот Барнс. Таму се насловната композиција Born Dead, Pull the Plug, Left to Die, каде се прави прв исчекор од зомбификацијата во екзистенцијални проблематики на лирско ниво. Мислам дека и гитарски и Slayer се извршува и тука влијание и на рифовите и на солата, има дисонантни сола на Да, Leprosy. да. Колку е ова условно кажано последниот дети треш метал во рамките на нивните албуми пред да станат можеби по-технички, по-прогресивни настојања. Ако зборуваме сега пак поблизок до таа формула на дед метал што е има. Па Leprosy доста се разликува продукцијски и гитарски од Scream Bloody Gore. Добро. И доста суров саунд има. Текстовите пее за смрт, за страдање, за таква тематика. И доста револуционерен албум на метал сцената. А како гледате па на неговата потреба да се опеваат, односно неговото експериментирање, да се опева, да се прави социјална критика, да се прават малку поангажирани текстови? Дали тоа сметаш дека било нужно со прогресијата на звукот, дека било нужен овој исчекор или едноставно преку глава му дошло да ги пише? Па ја мислам преку глава, да. Ти Сакал, за тоа, сакал да. суров звук, да биде по-така екстремно. Колку па обвивките на албумите, односно омотите, сметате дека се значајни и препознатливи за метал сцената, која ќе видите омот на Dead, колку сметате дека е референца она за метал? Па конкретно Leprosy, Така е. омотот, да, доста Доста впечатлив. печатлив, да. Spiritual Healing исто, Кој повеќе изгледа како можеби некако секташки треш метал, и онака. Ама впечатливи се. Да, Затоа да, што те дефинитивно. фаќаат ги препознаваш. Да. Цело купче на метал бендови ќе препознаеш. Апропо Spiritual Healing, Джеймс Марфи, 1990, застанува на гитара и за последен пат, ако не се лажам, на тапање Бил Ендрюс. Со повеќе прогресивна гитарска игра, чак и Джеймс има тука на овој албум. Посебно на Living Monstrosity или пак на Defensive Personalities или пак Killing Spree, кој условно кажано е концептуален албум за ментални болести, каде нели множот го става и во телеевангелистите на омотот и други исцелители, Да. условно кажано исцелители, но и опева и зависности и абортуси, што Да, е да, да. прогресивно за свое време. Своето време, точно. Има доволно хитови овој албум или како целина ви е подобар кога го слушате? Па као целина, да. Така? Да. Се двои, ја нема таа интенција као другите да се Да, за генетика, за такви работи, злоупотреба на дроги, ефекти од злоупотреба на дрога Така, и тестирање на и луѓе. тестирање, Исто, да. Така што допира ангажирани доста текстови се Од музичка гледна точка, тоа е прв дет метал албум кај што има мелодични солажи. Добро. Дури и Каркас добри критики дале за Spiritual Healing, дека добро се вклопиле мелодичните солажи на Джеймс Марфи во албумот.
Дури има. а ги има, да, доста такви сочни. И добра споредба, мислам, добар контраст има во однос со лажите на Чак. А тогаш Каркас нема навлезено длабоко во мелодичните аспекти, уште го држат. Али инспирирани од Spiritual Healing, Така? веќе на некротицизам, веќе они убацуваат мелодични со лажи. Ако може овој, можеме и ние. Да, што да, се- да. Добро, а мелодичните death metal бендови од Скандинавија имале удел на него, затоа што ако зборуваме за мелодии, и тие бендови паралелно Готенбург сцената се развива. Добро, тоа подоцна, нешто покасно, да. Попосле. Али све тоа е инспирација од Дед, од Чак, Мгм. од музиката негова. Одлично. 1991 истражуваат прогресија на рамниште на сола и на рифови во Human, кој го снима како одговор на обвинувањата на поранешните членови дека идеите му се потрошиле, прикажувајќи една перцепција за него во медиумите дека бил нарцисоиден. Односно, албумот содржи комплексна ритмика и промена на темпо во Suicide Machine, Together as One, Lack of Comprehension, Cosmic Sea, да не ја спомнувам неа, пејќи за екзистенцијализам, како и корупција, предавство, агонија, разочарување. Колку албумот е предложка на денешните тек-тет метал правци? Па Human е многу влијателен албум за наредните генерации, за наредните жанрови во металот, воопште доста влијателен, инспиративен албум. Ја мислам, у смисол на, ајде, технички аспект на свирење, имаш као ера на свирење метал Добро. пред Human и после Human. Да. Тука некако као Пресвртница е Да, да. Као пресвртница си има десено да извлие, знаеш, Пробивање на начин нови граници. нови граници. Пристап кон инструментот, кон темите, кон све. По-технички, по-прогресивен албум. Пошто други бендови Чак и текстовите, нели? Мислам, Да, и- кон све, као е Апсолутно. Тоа е ремек дело, дефинитивно едно од многуте ремек дела кои што ги има Да, оставено да, да. за себе, на вечна И инспирација. самиот омот е вау. Да, Да. мотото е исто. Еден рентген. Human, да. Се Све соголува, кажува, све се кажува. соголува да. буквално пред слушателот. Меѓутоа тој период, ако не се лажам, атеист и еден циник, нели се раѓа од членови на Дед, почнуваат техничките бендови тогаш да се развиваат во тој период, пост излегувањето на Human. Затоа го напоменувам као дека влијаел за да се роди. Синик свират, И во Дед. Да. и, мислам, се постојат као бенд, додека се со Дед. Така. Ама се разликува тој звук. И, тој али, мислам, влијаеле и него за да се отворат чудни луѓе Да, со да. тоа, не знам. И уште Чудното е вада, да. како се нашле, тоа е вака фасцинантно. Сите да се спојат таму негде на некое место и И да не да се размишлјаат исколтат со слично, друг. да, и нешто да се Затоа се разликуваат сите албуми од Дед. Мгм. Затоа што има различни членови музичари Така. со посебен талент, онака, и доаѓа до израз албумот. Влијанието нивно се Да, прелева да. на крајот на денот. Не се ограничени. Колку па видеото на Lack of Comprehension со тоа што нели се вртеше на MTV, кај Headbangers Ball, кај нас на MS дури играше, имаше влијание за стекнување на популарност, можеби на пошироки маси за бендот. Пошто Па знаеме тоа да, MTV доста дека- влијателно, да. Кога пушта музика, се извинувам. Така, Тоа да дека- посочиме. Кога Да. не беа реалити шоу телевизија. Да, си дефинитивно. беше, Така што Human, да, доста беше све нормално. голем импакт даде на метал сцена воопшто, онака, во светски рамки. светски рамки дефинитивно. Сега за Individual Todd Patterns од 93-та се збира All Star екипа со Ди Джорџио, Енди Ларок, Джин Хоглан. Значи имаме шредање колку ви душа сака, со арпеджија колку што ви душа сака, имаме тейпинзи, има фретлес бас, ако не се да. неправилна ритмика има на тој албум колку ти душа сака. Тука се Overactive Imagination, Trapped in a Corner, The Philosopher. Колку е овој албум со тек на метал жанрот во 93-та? Сега зборуваме за 93-та во рамките на што имало до тогаш за Individual Todd Patterns. Или е чекор пред другите, можеби па има некој... Па за разлика од Human, доста е така чекор понапред,
за разлика од Human, другше дише некако индивидуал по, како што реков, онака како да си отворил прозор да си излуфтира просторијата. Така. И да излезат сите Да, тука агресии од него. да. Тука Джин Хоглан си ја заврши својата работа. Индивидуал го имаат спремено за 3 недели. За 3 недели. Убаво. Да. Така е ово. Така, да, тоа го кажа Джин Хоглан на едно интервју. Браво. Тоа мислам, Да. не се спрема ова. Тука е и филозофер спотот. И тој дополнително примат. Да, дури и на Beavis and Butthead, што било доста влијателно. Така. Ако искоментира Beavis and Butthead, дали е окей, значи окей, ако е даун, значи е срање. Тоа значело турнеи дека ќе прават Да, дед, мислам, да, пошироки, да, као, да. тоа е големо пробивање, мислам, зборуваме за моќ. Мада и околу спотовите скапо било Мгм. за Тогаш се снимат? буџетот, да, и затоа останале само на 2 спота. Окей. Другото било инвестирано за звукот да биде Да, али- најдобро што може. Не? Да. Индивидуал, спотот на филозофер е Мгм. многу оригинален, некако многу Створиот одличен, се, одличен да. спот е тоа, феноменал. Така е. Глабински е, не е само да, бендот да. свири и ги гледаме кај што бенгаат. За символик од 95-та чак менува поставан, тоа не е ништо ново. Менуваат лейбл од Relativity, заминуваат на Roadrunner. Сега Roadrunner знаеме какви бендови имаат, каде се наоѓа Zero Tolerance, 1000 Eyes, Empty Words, Crystal Mountain, кој мене ми е постамент на модерен мелодичен death metal, условно кажано, во кој се опева корупцијата, постојан надзор имаме, нели, Да, Thousand да. Eyes, како и класизмот, поделбата на класи во населението. Дали тоа што менуваат екипа на секој албум, полесно било да еволуира звукот на Dead? Па символик, Джим Морис го има продуцирано, но ствари добра. продуцира бендови од различна бранша и поп Така. музика. Мгм. И затоа има нека така чиста продукција, Баш. се разликува од претходните. Некако споредба кој што е Металика албумот, Аха, тој Така така и- го гледаш. символик од Dead, Мгм. некако така ми доаѓа. Али Би се има, согласен Златко со дали, али што сакав да кажам, таа чистината на звукот придонесува на албумот. со луѓето сакав да кажам дека повише шумови, повише друмови, нели? Аха, така. Не мислам од егоистични причини или нешто, да кажем, лоши односи, па мора други да бара, па не се трпат. Добро. Ја мисламе за ширината станува збор. Добро. Да, за музиката, сечи знаеш, уши, да. Секој ново талентиран нормално Се разбира, да. музичар, нели, ќе дае свое во склоп на нештото и е исто, излегува трето. И Roadrunner се тука можеби најзаслужни за широка дистрибуција на албумот, затоа што тие имаат во таа ситуација Да. моќ Да, и има да, да. популарни бендови. нели, Да, на- чак да малце стигне им бил сега. лют на Roadrunner, пошто Да, го да. ставили од Death Metal, Мгм. а чак некел символик да биде класифициран као Death Metal. Пошто почиња дет металот да се менја малце. Да, зборуваме за По мене, 95-та, пошто- да. Така до тогаш више стануваат сите исти после 95-та ми се чини. Грото дет метал бендови. Па и трешерите и Сепултура се менуваат, и Slayer Да, се да, менуваат. да, се менуваат. сите Тако, сите тако бендови. беше периодот, Да, да, да. да. И Металика кој веќе тераме натаму и тие Да, се да, да. менуваат. Направат рок-н-рол и шекор. Символик која ми го донесоа првпат, го нарачав преку еден другар Жиле, он ми го донесе од Будимпешта, Океј. да баш негде април месец. И тука у буклетот ја видов адресата Добро. од Dead Fan Club дека има адреса и ептен се израдував и изразив желба да пратам писмо Добро. до Dead Fan Club. И дента кога отидов во војска, 5 септември, го пратив писмото, значи не користевме тогаш интернет, немаш Само интернет, бирате. значи пенкало и Хартија? 3 листа, да, знам ги пишав. И ставив упликова, знам ставив $10, пошто нарачав мајца. Океј.
И дента кога отидов во војска, го пратив писмото и цело време паметот ми беше дали ќе стигне добие или писмото, не, да. дали ќе добијам одговор. Добро, македонски Пројдоа. пушти од секогаш ги биело многу добар глас дека сака, посебно пари ако има во плико. Мислам дека ќе ги мотивираш да го... мада да го- парите ми препорача да ги ставам у да те се фолија. гледа, да, јасно, јасно. Имаш И да шефи. и потоа у војска влечеме ждрепка кој ќе иде за нова година дома, кој ќе иде за Божик дом. Така, така. И ја влечам, ми се паѓа да идам за Божик дом. Добро. Малце се напнав, пошто сакав за нова година да бидам дома. Па сега... И дента кога доаѓам у Скопје, доаѓа и писмото. Значи Океј. после 4 месеца. Добро. И ја радости онака до безкрај. Супер радости, го отворам пликото, гледам фотографија од бендот, Подпишано. подпишано, Да. To Method, Thanks for Believing. Мгм. И тоа, и еден број од фанзинот. Мгм. И баш ка у друг наврат, Со мејцата што се случи имаш? ми стигна мајца, Добро. али тоа беше уствари третиот пат. Аха, добро, значи имаше... Да, умеѓу постојана време, комуникација, да. Добро. Дури ми стигна и као телеграма дека посебна онака на моја адреса дека планира проект Control Denied, Мгм. со каква замисла, се пишува, тоа го имам се уште дома. Супер. Значи си бил во комуникација. Да. со И шоу. задниот пат кога нарачав, се претплатив на фанзините, Клубот, сите, да. Исто, пратив пари и тоа, мислам, тогаш ја нарачав мајцата. Така, се сеќам, символик, Metal to the Masses. Бермудите. Да, и тоа е момент кога ми стигна тој период свирев со Crusade, Добро. 97. Океј. Еден ден се враќам од проба дома, влагам, дури заборев дека сум пратил писмо. Што поминале 4 месеци. Не најверојатно. 4, 9 месеци, зборам за Да, третиот да, пат. Добро. И влагам дома, гледам нешто од лева страна на креветот, вака ми зрачи. Добро. Има Ја- звуци во позадина. Да, онака, у себе си викам, заре можно? Мгм. И се вртам, гледам плико 50 сантима. Мгм. Вау, читам тука USA, моја адреса, ова она. Го вртам од позади, sorry for the wait. Мгм. Подпис Чак Шулдинер. Океј. Го отворам пликото, ја вадам мајцата што нарачав символик. Вау, радости. Како не? Гледам има уште нешто, вадам. Мајца Let the Metal Flow. Од Така. позади, од напред логото, од позади Let the Metal Flow. Гледам има уште нешто, вадам, гледам Бермуди символик. Значи тие не ги Што нарачав, се правил, бе, да. тие не ги нарачав, али тие беа лично пратени од Чак. Добро. Значи ти има облечено Значи, ono од глава да, до пети, Дали, буквално. Чак лично ги има пратено у пошта. Добро. Значи со подпис негов. Он се ангажирал да ги прати лично кај мене ти текнува. Е сега одговарале, не одговарале, ќе се стегнеш и ги носиш, не е Ба, битно се. одговара, супер се добро легна. Така? Да. Браво, браво. Значи Чак враќал на Да, он комуникацијата. сакал да се допишува со фанови. Мгм. Пошто на тој начин бил приземјен и на Да, тој начин да, се да, обидувал да, да врати на да, сите да. тие кои што доаѓале на Да, неговите да. концерти, така што Воопшто тоа не е бил дигнат. тоа говори за големината пред се на Да, на човек. добродушен. Дефинитивно. Се фаќаат како што напомена во Гуша со Roadrunner кон крајот на 90-тите, Чак се посветува на друг музички проект, музиката која сметал дека не треба да биде издадена под Dead, со право, оформувајќи како што напомена Control Denied, прогресивен метал со висок вокал, односно Тим Аймер, ако не се лажам вокалот. Се разбира, Ди Джорџио и Кристи се на албумот, што ништо не менува тоа, мислам. Да. Инструментално е Dead на крајот на денот. Ритам секцијата е прва лига. Така да, со кој го снима The Fragile Art of Existence во 97 година за Nuclear Blast, уште еден гигант на метал дистрибуција. Колку е овој албум дел од музичката историја на Dead или го сметате дека е сайд проект кој може би не би им се допаднал на сите љубители на Dead? Како гледате од ова перспектива денес? Што знам што да ти кажам. Ја мислам сите што ги сакале и поштувале Dead,
исто било Мгм. чувството Така. према само вокалот што е Значи не Значи, сметаш дека има енергијата, да. идејата Енергијата си е таа, да. и се што Пошто- има е исто. Чак и веќе не гел прогресијата. да пее, сакал да се посвети само на свирење Така. гитара. Ама не менува тоа за љубителите на дед, затоа што да, музиката е Да, да, да. Да. Таа е Од фановите си музиката. остана. проблематиката на решавање работи. Дури има делови она во пеењето, иако пее нели друг, Така? го осеќаш дека чак го правел, бар Да, да, на да. гласоците или И да би го отпеал, би звучело како секоја друга дед песна, најверојатно. да. Не би се Дури разбирало. песни од што се наоѓаат на The Sound of Perseverance требале да бидат за Control the Night, како Аха. By the Pain, Spirit Crusher, Мгм. Story to Tell, тие требале да бидат за Control the Night. Али го условиле Да извади уште. да извади уште еден Така. дет албум. Така, и тој, ако не се лажам од како е диагностициран туморот, сесиите на вториот албум When Man and Machine Collide се откажани и средствата се пренаменети за лечење, односно за терапија. Како сметате дека би звучел тој, например, во споредба со првиот, вториот албум на Control the Night, ако го комплетира? Па без присуство на Чак немало да испадне како што треба. Чак им рекол, ако не знаете да го направите тоа како што треба, не чачкете. Мгм. Добро. Значи мислиш дека на ништо не би звучело без него тоа? Па да. Океј. Дури Чак му рекол, му сајал на Стиди Џорџио, му рекол, ако можеш да снимиме материјал бас Така. линија за The Fragile Art of Existence. Така? Ди Џорџио му рекол, дај ми барем 2-3 недели Да. да го абсорбира материјалот, па као ќе го завршиме работа. Чак му рекол као не можам, као не може, дојди утре, пошто морам да идам на хемотерапија. Да. И Ди Џорџио сакал некел морал да се појави у студио. Тогаш е со Садус, предпоставувам, активен на турнеи. Па мислам. така нешто, да. И со помош на Шемон Хам, гитаристот, му помогнал околу гитарските делови, аранжманите дали, го средиле тоа прилично добро. Дефинитивно. Еден од најдобрите албуми со Црвен омот е снимен 2001 година, односно The Sound of Perseverance, за Nuclear Blast со веќе споменатиот Шенон Хем, Ричард Кристи е таму, Скот Кленденин е, ако не се лажам, со километарски експериментални творби, Scavenger of Human Sorrow, Spirit Crusher, Flesh and the Power It Holds, To Forgive is to Suffer, инструменталната Voice of the Soul и нивниот кавер на Painkiller од Judas Priest. Како реагиравте за прв пат кога го слушнавте и како гледате на него од оваа дистанца? Како реагиравме прв пат. Така? На Sound of Perseverance, вау! Така? Имаше Бевме собрани кај Томе од Сињак Така. и мен доселува една вечер у 11 саат. Мето, дојди го имам новиот од дед. На CD или касета? На касета Касета, тогаш, добро. да, од еден music shop, неќам да го спомнам. Али ги носеше одма, значи истиот ден Али- дали имаше нешто со Nuclear Blast. Аха. Значи, Да. добро. Пример, да. претходно имав Катерион нов албум. Така. Овој Secret of the Rooms. Мгм. Значи истиот ден. Кога излегува? Кој излегува, јас случајно како е ки тебе човече. Така. И тоа што викаме со Каме. Мгм. Кој датум е, он нешто ми вика, вчера излезе за вчера. Мгм. Кај Таза е. ќе се Ајде прошетаме, пробаме, тука така, да, живее да. в Лепухарија. И го има, и одма мете, Леле. викам сега мете, има да Ќе скрен. Да. скрен. И во 11 им се јавуваш и викаш, Тој да е, Вау, тоа да беше слушаме. феноменално. сите паднавте на земја, предпоставувам. Да, мада звукот, Не, квалитетот на касета. снимката беше ужас, Мгм. али тоа што го чувме не тресна од земја. Посебно Scavenger of Human Sorrow беше вау. Не сте можеле да зборувате, предпоставувам. Да. Сте мислеле уште тогаш дека некојаш ќе ги свирите де? Додека сте Уопште слушали? не. Као биле она далечни, као на леле идоливе се нема шанси ја да земам инструменти и ќе од... Па не инспирираше смртта од кога Така, почина Чак Добро. веќе онака
Да се кон направи, голема да. љубов кон Чак, музиката на Чак и големо поштовање и моравме. Ама како слушатели додека сте ги откривале албумите, не сте се Па ја замислиле искрено себе си не, дека не. би го свирал ти тоа. Да, ја искрено не. Ја не ни учев помислов. дугневи на нив, мислам, растев со нив Добра. у смисла. Мгм. Али во смисло, пример со Швел, која свиревме, Мгм. Intoxicated, 95-та, 6-та, Добре. нели, филозофер ја свиревме. Мгм. Во тој смисол, по една песна, две, Да, нели, да. као што се свире Raining Blood, или не Мгм. знам кој, од Така. ова, од филозоферот дед. Али вака као трибют, Не сте не размислували сме тоа нешто. размислувале. Ама Али- си пробувал, да. На секоја свирка си пробувал нешто? По нешто. Да, да, нешто. Да. Хипотетички, ако Чак го победеше непријателот во главата и останеше жив, како би звучал албум после самото? Па тоа. Хипотетички зборувам сега. Хипотетички, што Сигурно би ќе било, имало би пак било. некој прогрес, пак нешто. 2003-4 е да речем. Да, пак ќе било нешто понака доста впечатливо. Значи Ја прогресијата би ја имала. Да, Има да, дефинитивно, прогресија, да, да. И тоа би идал скроз некои Други мое мислење, граници, други да. граници, да. Мелодијата уште би била присутна најверојатно и Да, така. би била присутна сигурно. Него нешто што као што ништо не сме очекувале, нели, на Мгм. секој албум. Да изненади. Да, и секој албум да контрол, било нели, изненадување. изненаđење и ова изненадување и Да фати кривина. да фати кривина, кај што чекај, вау, Мгм. стој, што се случи? Така, значи да не го завршил живот, уверувате дека би направил уште неколку Да. ремек дела кај што би реобмислил што Па, е тоа. добро, да, али он веќе завршил со Dead. Сакал да продолжи со Со Control Control. Denied. Така. Значи ја затворил таа приказ. Да, веќе Мгм. му било да веќе бил потрошен со вокалните Да. можности, пошто еве и на Sound of Perseverance веќе истенче еднога гласот. Така. Тоа е нешто помеѓу individual и символик. Така Има чист вокал. сега баш апсолутно. тур, нели, вежбавме, па ми излегува видео интервју со Стив Ди Джорџио, Аха. или со, не со Има со- пуно сега, да, да. нешто кажуеше, кога требало Скевинџер, нели, да го Мгм. снима и песни што биле за Контрол, Да. пред да влезе да снима, као рекол, ја сега ја треба да уништам све што си Сега, замислил за да, Контрол да биде, сега треба да го уништам со пењево. Да. Дури има демо снимки од Control Denied кај што пее Чак. Океј. Значи до такво ниво кај што пеел Варал Ден од Nevermore. Така. Значи клин. Да, присутен. дури он клин, сакал клин. да се работува со Дарел, Како не? Кој не би сакал? али по некоја случајност и Дарел умрел на 13 декември. Така. И тоа му било желба да направи проект со него, ама Тоа би било лудо. Тоа би не било можело лудо. тоа да се оствари, па морал Тим Аймар да го земе за Мгм. Control Denied. А не сгрешил. Значи, реално, не сгрешил тоа е уопште. вокалиште. Man with Thousand Voices. Баш. Кој е вашето мислење за Death Claw, односно DTA, бендот на Ди Джорџио и Хоглан кои свират обработки на индивидуал? Предпоставам ги имаш гледано. Да, па окей, мислам ги свират песните баш како што Као носталгија повеќе сметаш дека е нивна страна или па малце од друга дистанца после долг период ги свират малце у... различен аранжман? Па не, Секогаш? исти Или аранжман, тука, све добра? е исто, све е исто. Дури да Макс што е вокалот свири пее ко Чак. Така. Ама Мислам, што фали? Нешто гледам дека ја ти фали енергијата. Така, душата Чак фали. е, да. Добро и они Посебна трибют, енергија, да. поштовање. И од поштовање нормално. А ви се допаѓаат снимените трибути на Дед од Together as One, например, од 2003, каде другите бендови обработуваат песни на Дед? CD изданијата? Или какво мислење На имате? кои бендови? Together as One мислам дека беше една од компилациите, други бендови кои ги Аха. обработуваат Дед. Нели имаше Да, бе, да, две, пак е да. поштовањето, да. Така, пошто различен аспект дознаваш како некој ќе Да, пристапи, да, например, да. на култни композиции. Има добри компилации, преработки од Dead. Мгм.
Например, има една компилација, заборав како се вика, има Wave се вика бендот, Добро. значи Crystal Mountain звучи како да слушаш Planet Caravan. Океј, вау. Одлично. Мислам, таков амбиент има. Така. Браво, И- тоа е друга интерпретација. Да, Сосема ја легитимно е. пријатно се изненадив од тоа, да. Тоа говори за слоевитоста на делото и реадаптабилноста на дед. За способноста за сомузичарите на чак во бендот нема потреба да се говори, штом тие по смртта свиреле во Cynic, во Strapping Young Lad, во Opeth, во Obituary, во iStart, во Fear Factory, Death Angel. Mеѓутоа, колку пак оставиле влијание дед на модерните технички и прогресивни бендови, односно дали би постоеле Obscura, Necrophagist, Rivers of Nihil, Neoblivious Scaris, Blood Incantation, Gojira, Meshuga, Leprous, Alcest, без Дед. Значи, пак ќе повторам, да е многу Влијае. инспиративен бенд за Сите што ги наброја. сите наредни бендови што доаѓаат и доста влијателно. Како ви е вашето гледање на концертите во Айнховен и Лос Анџелес, кога прв пат ги откривте, како реагиравте дека конечно ги гледате, Вау, го да. гледате Дед Денски како свири пред публика? Да, денски беше чудно, да, али посебно Live in LA има посебна енергија, пошто е клубска свирка Фестивал е и пак Айнховен. фршти таму енергија ненормална. Мислам дека првиот трибют ки тебе идевме прво, LA, да пиеме Live кафе in сите, LA. тоаш и Влад Чеверка, Да. Томе сите, тоа иде за да се Кураж, напуниме, да, пред да си идеме у гаража. Супер, значи било мотив. Да, првично Live in LA го чувме уживо, Мгм. па после го гледавме видеото, значи посебен Да, впечаток така беше. даде кога го чувме аудиото првен. Пошто друго ќе беше да го чуеш видеото, Така? па аудиото. Значи, првично аудиото ни даде посебен онака Веќе знаеш што да очекуваш. доживљај, да. И веќе си внесен во нешто. А вас ќе ве внесеме во Evil Dead, Spiritual Healing, Lack of Comprehension и The Philosopher, односно композиции од првата фаза која што ја напоменавме и навирањето на прогресивните елементи, чисто како да илустрираме на дело тоа што беше теориска основа и потоа ќе се вратиме во етер да подискутираме за тоа што не очекува овој петок. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Дансе Макабре, 611-то издание. Со мене во студиото се уште будни и волни и желни за разговор се Мето и Златко, односно разговараме за Дед, за значењето на Дед ви говоревме во претходниот говорен блок. Сега ќе се насочиме конкретно на сето тоа што поминавте за да дојде до реализацијата на овој трибют. Напоменавте дека првите свирки се во Вулкан, значи знаеме какви можности имаше клубот, какво озвучување имаше клубот. Да, и светло посебно. Да, постојачко, непостојачко. Така што како се присетувате на првите концерти кои се одржуваат таму? Сметате дека во право светло ги доловивте Дед или адреналинот бил Па доволен дадовме што све го од себе, да, имаше добра атмосфера. Добра атмосфера имаше покрај све. покрај техничките неможности на место. Да. Да, добра Али атмосфера. така спремни бевме за првиот особено, дека прв пат. Да, адреналин, Дека адреналин. еуфорија, да. Предизвик е тоа. Трибути најчесто сте свирали и во Кастро и во Хавана, по некој Вулкан како што напоменавме, сега во МКЦ. Колку е важно да има добро озвучување за да се долови звукот на Дед, со оглед на тоа што можеме да слушнеме и прогресивни делници, можеме да слушнеме бас кој што ќе се одвои од две гитари, колку е важно за да се долови Па тоа. многу е важно тоа, битен момент е Така. тоа. И колку треба да си има правиот човек што ќе може да ве подеси со оглед на тоа што секогаш кога две гитари се во прашање кој од кој е погласен. Мислам. Колку е важно тоа. Ова правда за басистите е ова една краткотрајна. Па не, од сега сме работеле со добри миксермани, Така. со Гени, со Штраф, Така. сега Гени ќе биде пак на миксета. Супер. Запознаене со проблематиката што треба да носи еден звук на Дед. Да.
Имавте идеја да се свират цели албуми на двоминатото, односно заедно со хитовите, се разбира, скапите песни, ја што ја нарекувам, или пак во зависност од поставата го менувавте репертоарот. Како ја одбиравте во минатото сет листата? Имавте онака зацртано, окей, од овој албум најмногу ќе се свири или? Па не, гледавме да се опфатат сите албуми од по 2-3 песни од албум. Првично така беше. 2007 испланиравме индивидуал да го отсвириме цел, да даеме све од себе, да го испоштуваме цел албум Со плюс песни. со плюс песни, нормално од сите албуми по нешто. И 2009 у Хавана се потрудивме Human да го отсвириме цел и беше окей, супер. Сам уникатна можност на некои подзапоставени песни, например, на албумот, што никогаш не би ги слушнале кога е трибут, ова е моментот кога како целина. Да, Secret Face, например, See Through Dreams, Vacant Planets. Кога би ги Cosmic Sea свиравме, да. Тоа е лудило. Разговаравме за ова пред почетокот на емисијата, сметам дека е многу важен за напоменување факт, со оглед на тоа што прашање е еманципација на женски вокали, со оглед на тоа што вие, уште во 2000-тите, оставате место на женски вокали да настапат заедно со вашето музицирање. Колку беше кој беше предизвикот да викнете малку на друга димензија да доловите на и кој све можеше да пее? Да, па 2006-та, да, беше поканета Теа Шалдева. Така. И Suicide Machine и уште една трака, мислам. Не ми текна која, доста онака енергично и со голем оган, што се вика онака, добро отпеено, дури има и снимка на YouTube од Suicide Machine кај што пее Теа. Одлично. 2009-та Диана пееше песни од Scream Bloody Gore и Leprosy. Така. И она имаше доста некој специфичен скрим, многу висок. Една друга димензија дава. Друга, скроз друга димензија. Првиот албум. Така што веќе сте биле и вие сами по себе прогресивни во поглед на тоа што се оставало простор за сите да може да учествуваат и сите да може да имаат свој удел ако сте желни за соработка, се разбира. А за Control the Night, со оглед на тоа што тоа е малку поспецифично и бара вокалите да бидат, нели, високи, клин. Да, кој доминираше тука? Тука доминираше прво што Балтик учествуваше скоро, уствари на сите трибјути, да. На последниот трибјут Печурот беше поканет, он пееше, пееше Expect the Unexpected и многу добро отпеа. Ја има на YouTube. Мислам дека Елена има пеена, ако не се. И Елена, да, Еленче. И тоа е моќен. Она отпеа, да. Моќен вокал. 2 траки мислам или една. Да, Елена има добар вокал. А тие беа 3 девојки што учествуваа на трибјутот. Одлично, на трибјутите низ годините. А за првите албуми, со оглед веќе Диана ја напомена, со оглед тоа што тие бараат, значи длабок грол. За првите албуми. Па добро, таму изразот беше пак онака унивни стил. Со скримови, и онака добро се вклопи. Таму знам дека Зиле одреден период доминираше. Па да. И Шведо има. И Шведо, да, првите трибјути со Шведо, да, од старите албуми. А Томе ги пееше подоцнежните. Томе, да, со Томе цел индивидуал го отпеа цел индивидуал. Тука од вокали учествуваа и други членови од други бендови. Тука од Деменси. Така. Фил. Браги имаше, Колјо пееше. Да, се измешавме доста, да. Супер. Колку па има простор? Колку па има простор за импровизација или па мора да се биде прецизен и у игра кога се свират песните? Или избегнувате? Па не, гледаме да биде автентично. Најмалце што може. Така од инструменталниот дел. Вокалите
И вокалите, да, али пак нивни стил како. Не, за солата предпоставувам дека да, во таа скала ќе биде горе. Да, дефинитивно се трудиме да биде што поавтентично. Така, значи нема простор за излегување надвор, Не, затоа што е не. комплицирана музика и предпоставувам дека ти сакаш да биде под контрола се, затоа што еден Све- мал елемент од све бење. сложувалката да го нема, Се менува. ќе заборавите кој каде што е и што треба да направи, да. Потребни се повеќе проби или па секој си го учи дома делниците или па доаѓа спремен? Како ви беше пристапот за спремањето на тривето? За после сега? Да, сега. Па секој по дома, Дома. ние си се познаваме екипа, секој по дома си вежба, доволни се неколку проби, да се чуеме, да се видиме, да си го наместиме звукот. Електронец дома имам. 9 години на тераса ми седеше. И избрише прашината. И избриша пршината од таму нешто последниот трибют 2015 неам седнато на бумњеви. Нити фреш. палици во раце ставен. Али после 10 години пауза, кој да не правил пауза. Така, као вчера да значи, бил. исто ко точак возење. Да. Не забора. Па да, седнуваш и на ова. И Да. ова на ова седиш. Електронецот за кондиција, Него си е талентиран, мислам. Па ако Со голема љубов Мгм. го тропа бубањот. Јасно, ако планирате 17 песни, тоа бара кондиција. Пара. Ќе ме извиниш. Тоа преку ноќ Пара. не се добива таа кондиција. Пара. Која би била па најпроблематична композиција за учење и зош? Кај сте заглавувале, онака си кажеш, чекајте се, ова кој дел беше овде, значи што требаше? Конкретно, мислам дека поише на искршени некои ритмови, Аха. у смисла на стегнато да звучи, не Мгм. дека некој проблем. Ама пошто вежбано и слушано, Така. не било проблем, него можда у Синхронизацијата, смисла- она. Синхронизација прв пат после 10 Така, години, да. некој делче Не звучи како што треба. Да, мислиш дека Али за тоа се пробите, нешто. пробаш 2-3 пати, Така. се Тоа е наоѓаш, тоа, тоа е тоа. Тука левелирате се разбира. Колку во минатото беа достапни на пример таблатури или па по слух, фаќам со огледам тоа што Па по слух, првично Е, првите добро. 3 години кај мене дома киневме песни, зборам за басистот, за Така. гитаристот. Мен до родене, мислам, за Добро. бубњеви не е проблем. Ние со Зоки, со Сергеј тој период дома кај мене ги киневме песните по слух. браво. Враќај назад, пусти, враќај назад. Затоа што не биле достапни таблатури, Да, така да, да. денес што се Ја претпоставувам. се сеќавам на и нели Ешко свиреше бас, ја му Па и Ешко, ја да. солата од филозофер сакаше, ја му Вау, го фаќав да, солото да, и да. го покажував да го вежба за да и Да, се захтено во секој случај, да. Пошто ги немаш тие погодности денес што ги имаш нотата да ја гледаш и тоа е Нема, тоа. нема, на Нови времиња се. Тоа зборуваме. Поголем пристап. Фаќате од имаш, аудио полесен касети. пристап. Да, Да, аудио да, касети да. излижани, фаќате слух. Најчесто во декември напоменате дека се одржува и тоа после таксират, барем јас како што памтев. Зошто овој пат одлучивте во мај поради роденденот беше тоа или Па Што пак не е да, декември? да, сакавме да го прославиме роденденот, да го прославиме раѓањето на Чак. Добро, добро. Тоа е мај месец, 13 декември, 13 мај, тогаш е роденденот, али поради некои услови моравме 9 Да, Пошто не може секогаш да се погоди во пошто сабота или термините, петок, да, термините беа зафатени. Јасно. Само 9 мај и 30 мај беа слободни за МКЦ. Така, така. Која ви е најомилена свирка каде сметате дека најдобро сте одсвирале, кај што на 200% имате дадено заедно? Па најдобра Секој атмосфера имаше 2006-та, да. Да? Дефинитивно. Мада и 2007 кај што го свиравме индивидуал. да, и таму, Мада и али- Human 2009-та. Тоа дека тежината на материјалот Не, ви беше не претен? знам, во публиката Аха. Не беше многу, многу јако беше публиката. Да, материјалот беше онака, не беше проблем тежината за Добре, свирење, него добре. чисто онака со големо задоволство онака сакавме. Тоа е Кастро периодот. Кастро, Така, Кастро, да. значи набиено внатре беше каде немаше воздух Да, за да, дишење. Не беше ни до у смисла беше
премногу бројно, него атмосферата, воздухот, значи висеа, паѓа, Да. скока, Јасно. пеас, ама не знаеш кога пеат 500 души, Убаво ти е. убаво ти е, него таква цела атмосфера, цела сферка, што е... Ретко се Ретко. случува, да. Има некоја композиција која ви е досадена од свирење или пак некоја која едва ја чекате да ја свирите? Некоја која ќе ја спомнеш и кам, сега кој ќе ја вежба ова? Не, шанс. со големо задоволство ги свириме сите Така? песни. Ја. Да. А некоја која едва ја чекате, сега ова, сега која ќе ја стекне? Па се радуваме на Overactive Imagination, Да. Scavenger of Human Sorrow, Мгм. Нема бегање од нив. Fleeting of Emotion, Мгм. Така. Suicide Machine, мислам. Се разбира, нема Трепти на бегање. корнер, лепота. Во оваа деценија настана смена на генерации, тоа веќе го начнавме. Колку се дед релевантни за денешните слушатели и каков е односот со метал културата денес воопшто? Со оглед на тоа што ги напоменуваме овие свирки во 2000-тите, досните 2000-ти, каде што се гледавме на концерти, сте биле во концерти, сте биле на други бендови кога свирале, знаете каква беше сцената тогаш. Визави денешната сцена. Како ви изгледа, што фали на сцената, што сакате да има повеќе, што е добро. За кај нас? Кај нас. Па има последно време има бендови, мислам константно Добро. си има бендови. Добро. А што ти фали, на пример, еве? Ако Па почесто сакаш да има. почесто да има свирки. Така, затоа што имавме буквално периодот на Кастро имавме секоја недела, ако не секој 2 недели имаше. Да, кој еден ден во имаше и викендот бендови, свирка, да. Сега некои бендови се рестурија, Мгм. се оформија некои нови. Тоа. Сум тек едно. Така, не си ти од тука, да. Колку време може да, односно колку може да се свири дед во денешни кафулиња, на пример, ако без проблем во минатото се свирало, на пример, во Кастро и во Хавана, се правеле забави во SF и Амбасадор, во чест на Чак. Има стигма можеби денес кон метал за свирење во кафиќи или пуштање на метал музика, како го доживуваш тоа? За разлика од порано. Или порано беше по-дива лига, Па, по-либерално беше? по-либерално беше порано, Добра. да, по-пуштено. Имаше и локали кај што се пушта музика и на времето излагавме у Бесна Ковила. Мгм. Тоа беше култно место за металци така. у тоа време 90-ти, Мгм. крај на 80-ти, 90-ти. Мада тоа функционираше до негде 95-6-та. Мгм. Пета се затвори. Клаус Да. го успеваше тоа место, тој го има на момент. Имаше и други локали, да, ама Така. добро. Се менуваат времињата. Сметаш дека денес има некаква стигма, сметаш дека денес многу е потешко агресивен звук да пуштиш затоа што не знам, луѓето можеби станаа по-нежни на него, станаа по краток фитил има, не може да поднесат. Како гледаш на ова? Па тоа е чудна работа. На радио конкретно, Добро. случај, например, Guns N' Roses пуштаат Paradise, Мгм. Paradise City Добро. и пред да се убрза тој дел ако ти текне Да. од пола, тука веќе ја кратат песната, малце Да, глупаво. безобразно, мислам, катастроф. Што сакаш да кажеш дека агресивни делници Да, се да. избегнува. Се избегнуваат, слушање мислам, на голем. странот. Така да, некој се трудел, некој свирал. Сега мислам, слеш каков и да е, пак вреди солото. Зошто не снимате авторски материјал? Односно, зошто немате македонска итерација на Дед, со сето ова знаење и познавање што го имате? Зошто не сте седнале во минатото да се ангажираме за да се ангажирате, ама да звучи најсродно што може со Па, сега... Свиравме ние период, ја чествував и во ембриото ми, снимавме Така. албум. Така, Претходно во ДФЛ свирав. така. Имав понуда и за смат, Мгм. да свирам гитара, мада од принцип не ми се свираше хардкор, Добро, окей. пошто сум така, ама тврдокорни. Добро, ама прогресивен дед метал, зашто не сте се ангажирале онака под силно влијание, се разбира, веќе знаете. Па, што знам. Не знам, не. Јас имам некој мој стил, Окей. пак сум онака old school. Добро. Тоа, Добро. работев период
претходниве години нешто пробувавме некој проект Ламја. Снимивте EP, тоест Па да, 3 песни, па така, се запостави тој бенд или? па онака малце на некоја пауза. Hiatus, а со Victims of Changes? Би се... Па не, вратил тоа назад, веќе тезга беше, тоа беше класична хард рок тезга. Добро, не би се вратил во тој Цел, фаза? па не, ова трибутов не е класична тезга, ова е Апсолутно. еднаш у годината се случува. Не Да. свириме еднаш неделно или еднаш месечно. Види, камо да можевте. Мислам, дет да свирите еднаш Па на не, дело, нема мислам, дека потреба, сите нема би потреба, биле. нема потреба. Значи неќам Сите биле трибути кај што веќе постојат бендови како што Јасно. Металика и CDC Така, така, сварат. така. Ова е веќе друг момент. Јасно, и е уникатен. Конкретно за дед, да. Да. И е покомплициран и по изискуван од музичарите. Што може да очекуваме од концертот во петок? Фокусот на кој албум би бил? Па фокусот би бил на Individual, на Sound of Perseverance, Така. Symbolic, Human. Значи втората фаза на Да, на да. Дед би ги прочуштал. Би биле разочарани тврдокорните љубители на првите албуми, што? Па, сега, здраве, да сме здрави и живи. Нареден трибют после. Па, нормално, Се така е. разбира, ќе се пополни тоа. Значи, од албум по 3-4 песни ќе свириме. Така е. Покрај вие двајца да напоменеме уште кој друг ќе учествува на бас, втора гитара и вокали. На бас ќе биде Никола Братовчет од Така. Сайдон, басистот. Феноменален басиста. Кој до сега нема Многу го учествувано, поштувам, така? да. Ги нема свирено претходно Дед, али материјалот го спреми за 2 месеца. Браво. Посветено сте тоа. Да, скроз. Поздрав до Никола. Поздрав. Зоки од Сињак гитара. Проверена Да, со него уште од почеток работиме. така. Ја и Мендо сме константни на секој трибют. Така. И ќе се ротираат вокалите. Ќе се ротираат вокалите, да. Мада и у претходните трибути доста гитаристи, басисти пројдоа. Од Ембриотоми, од Serpentine Fire, Да, и Дамјан Деменси, свиреше, да, и- Деменси, други. Сега ние ќе си останеме фиксни бас, бубен, гитара, само ќе се менуваат, ќе се сменат Пејачи. 4 вокали, да. Тоа логистички претпоставам дека е полесно за изведување затоа што нема искочување, папучи, педали, Да, влечење, дефинитивно. гитара, штим. Претпоставам дека од логистички поводи Да, е да, подобро да, се така избегне. се залади атмосфера малце, вака ќе бидеме фиксни. Загрејани Да, да. и испотени. Испотени ги видиме дефинитивно со оглед на тоа што очекувам да ни приредите едно нешто незаборавно, нешто што одамна го немаме погледнато. Момци, ви посакувам многу успех. Ова да ви стане продолжување на традицијата, да дојдете наредна година пак и да не израдувате со тоа што чак е жив, се додека вие свирите. Така е. Фала ви многу, момци, што бевте денес со мене во емисијата. Фала За- на покана, Фала и фала на тебе. пашња. И се гледаме во петок, 20:30, Младинскиот културен центар, трибут концерт на Дед, а нема да се свири само Дед, ќе се свири, се надевам, и Control the Night, од кој што во продолжение ќе слушнеме композицијата What If, и ќе завршиме со Voice of the Soul, затоа што душата има свој звук и глас. Јас сум Зlatko Ѓеревски, го затворам 611 гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат таните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре се гледаме на 9 мај во МКЦ на трибют за Чак Шолдинер. Let the metal flow.